На 10 дена пред великденските празници, јагнешкото месо достигнува цена и до 700 денари за килограм, зависно од продажното место. Канал 5 направи обиколка во неколку месари маркети. Цените се движат од 450 до 700 денари за килограм, но во поголем дел од месарите во моментов јагнешко месо нема. А токму сточарите изминатиот период се жалеа на ниските откупни цени и предупредија на можноста од недостиг од јагнешко месо на домашниот пазар. Граѓаните кои ги анкетиравме велат од година во година пред празнично цените на месото одат нагоре, па кој може ќе си дозволи и ќе купи. Во меѓувреме, до крајот на месецот на сила се и владините мерки за скалестото ограничување на маржите, а граѓаните со поделени мислења. За едни цените во маркетите се намалени, за други не. Маркетите си ги формираат цените по нив. И месото, гледам и оно беше 590, сега веќе 690. Им го земаат по 200 денари, а во продавница 600-700 денари. Стварно нема смисла. Он се мачи толку, а овие прекупциве сакаат да им го земат чарот. 400 денари и нешто е ова реброто. Другото е 500 нагоре, 600. Нешто има, нешто нема, а поише исто е. Од Министерството за економија и труд велат мерката дава одлични резултати, а тоа го покажуваат и податоците на Заводот за статистика. Според статистика, инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во март годинава споредбено со претходниот месец е пониска за 1,3%, а најмногу се намалиле цените на храната и безалкохолните пијалаци. Додека на годишно ниво, март 2025 споредбено со март 2024 година, бележи зголемување од 2,7%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 2,2%. Од тие податоци што ги имаме дефлација 1,3% во однос на претходниот месец. Од сите пресметки кои што ги правиме, ќе видиме како понатаму ќе одиме. Дали ќе предложуваме наредни вакви ограничувања на маржи или ќе се придржуваме на она што беше предложено како законски измени во однос на транспарентност на цените претходно. Во меѓувреме се финализира и новата просечна потрошувачка кошничка која според Ристески ќе даде реална слика за тоа колку пари му се потребни на едно 3-члено семејство за да го преживее месецот. Во неа според најавите нема да се пресметуваат производи како цигари, алкохол, луксузна храна. Дециден е дека оваа кошничка нема да биде за политиканство, туку за понатамошните политики за заштита на стандардот на граѓаните. А според најавите се очекува да биде презентирана идната недела.